А на гинеколог ходите ли? Одно. Редовно? Да. За време на бременността? Да, и после отказа по родители. А кога одите за време на бременността, на плаќа ли гинеколог? Редовно да го вакцинирате. Ето, ова е Сега трябва после 24 дена, па трябва да одам на вакцина. А отине ли пекче? Па, обераво одеме кај таа доктор. Кај Весна? Кај Весна, да. И таму го и вакцинира. Ова е подарок од општината и од невладината организација редовно да си одите на гинеколог или редовно да ги вакцинирате децата. Колку имате деца? Пробно. Година, втора да чекаме. И да чекате. Повелете. Фала. Здраво. Здраво. Да не ти одзимаме ние многу време. Сакаме да провериме дали детенците се вакцинира редовно. Носите Се ли го на вакцинирам, да. На 6 месеца вакциниране, после рекла на година беше. Колку е сега оно? 9. 9. 9 месеца. Да. На гинеколог ходиш ли ти? Да. У Пехчево или у Делчево? Опехче. Добро, наплаща ли ти нещо гинеколога като ходиш? Не. Се е добро. Општина Пешчево во соработка со невладината организација Камо Делчево денес е на посета во неколку семејства, вкупно 15 на број, да ги посетиме и да им дадеме до знаење дека имунизацијата, односно вакцинацијата е многу битна и важна пред се за лично здравје, за дечињата, а се разбира и за целокупно, односно колективна заштита, така да сметам дека тие се добро едуцирани и нашето население води грижа во делот на вакцинацијата, така да сметам дека во иднина ќе исто така патронажните сестри вршат редовни контроли. Се надевам дека и во иднина ќе продолжи на ист начин да се вакцинираат дечињата, се со цел да се подобри нивното здравје, а се разбира и општото здравје на целото население во нашата општина. Оно што можеме да го кажеме дека всушност пораката е најдобро сватена во село Црник, односно дека детското здравје е безценето. Добрата соработка на жителите на село Црник со локалната самоуправа Пехчево и со здравствениот дом од Пехчево дава резултат најпрво со отварањето со пунктот за имунизација, каде што имаме веќе редовна имунизација за пример за сите други населени места, но од друга страна самите жители го адресираа проблемот дека сакаат да имаат доктор во местото на живење. Еве, слушнавме ветување, гарантирани ветувања дека во најскоро време ќе започне да работи здравствената ординација и со тоа ќе се подобри квалитетот на живење и квалитетот на здравствени услуги на локално ниво. Уште еднаш да кажам, жителите на село Црник се правно описменети, си ги знаат своите права, имаат добра соработка со институциите и знаат каде да ги адресираат своите проблеми. На тој начин го напредуваме квалитетот на живење и здравјето на сите жители на село Црник. Можеме да се пофалиме дека во Пехчево и околните села редовно и уредно се спроведува вакцинацијата, сите дечиња се уредно вакцинирани, систематските прегледи уредно се спроведуваат кај сите дечиња, достапни информации и комуникации секогаш имаат родителите и семејствата со вработените во одговорните, значи во здравствен дом, со медицинските сестри, патронажната сестра. Се надевам дека се задоволни во смисол на добивање на соодветни навремени информации, а ние сме презадоволни нормално со процентот на вакцинација, со оглед на тоа што во последните години на ниво на цела Македонија се бележи некој пат на вакцинацијата, кај нас сето тоа е неуспешно приказна до сега. 12 вакцинирано е, така да? Да, вакцинирани сега. Супер. Ми са 9 месеца, колко са. Да, сега да сликам. И еден знак на внимание да подсетиме редовно да ги вакцинирате и ова е поклон од општината и од невладината Фала многу. Да. И додите на гинеколог, одиш ли на гинеколог? Сега ще хода. Обавезно додиш. Да, Одат они редовно и са ходим. добри. Познава се Како е да се биде с нама во Црник? Авно е. Авно е. Од каде сте иначе, од Бугарија? От Пловдив. Колку деца имате? 2 И двете вакцинирани? и двете. Што ќе порачате на тие што, иако тука нема такви, но што не ги вакцинираат? Задължително да се вакцинират децата. Затова има и толкова много деца, където са починали от това, че не си вакцинират децата. Задължително е това. И редовно додите, од сте млади, мора да одите. Што вика постарите, ајде, ви има потреба од помош и Постарите не организирано со комбе. Точно, точно. Ама вие младите треба и редовно да одите и да не чекате дека работиш. Не сам работел никад. Земам го по провиденција сака. Ko bi bi ja kad si tako mek peti. Се предлага. Поднесохте ли до ЮН?
и очекува да не го потреби, пошто они се млаки и Ајде бе, ајде, ајде, не питам.